Тоа што го слушавме во бомбите, како Сашо Мијалков му ги уредува вестите на Латас и како поранешниот собственик на Канал 5 се нуди да исклучи струјата на телевизијата, само некоја содржина во телевизијата да не оди на етер, со овој закон ние ќе го озакониме. Не само што ќе го озакониме, затоа што со овој закон, наместо на сите или Канал 5 и блиските телевизии кои што ја поддржуваат политиката на владата, сега тоа влијание ќе се прошири на Телма, и на Канал 5, и на Алса телевизија, и на Алфа, и на сите национални телевизии, локални и регионални, затоа што владата на сите нив ќе им даде пари. Практично, ако досега владата беше главен уредник на провладините медиуми, со овој закон, ако помине, главен и одговорен уредник ќе биде лидерот на ВМРО ДПМН, Никола Груевски. Ние во никој случај нема да поддржуваме ваков закон, затоа што свесно влегуваме во систем на корумпирање на медиумите. Дури ја имам сомневање дека со овој закон медиумите ќе се претворат во пералници на пари. Затоа што толку големи пари во медиумите да се свртат за ништо, за дневна политичка пропаганда на власта, апсолутно тука мора да има некоја задна намера. Имам информации од порадно дека со владините реклами, со турските серии, дека се случува нешто чудно. Имам дури информации дека и специјалниот обвинител ги истражува овие индици. Во ова време кога ние имаме сериозни индици дека нешто коруптивно се случува во медиумите и слушнавме дека тоа се случува, да поддржиме закон со кој што тоа ќе се легализира апсолутно е вон памет. Ја реков дека тој човек кој што го има напишано овој закон не е арен со умот. Мислам дека ова лакрдија здрав ум, здрав памет не може да го смисли. Тврдат, манипулираат една многу интересна работа. Вика, вие сте барале во 2013 година да се воведат критериуми. Точно е дека ние сме барале критериуми и транспарентност на овие владини реклами. Меѓутоа, ние не ги слушавме, тогаш не знаевме што се случува точно, затоа што владата беше затворена, ни една информација не ни беше дадена, ни за износот на сумите, ни како ги договараат тие владини реклами. Но кога ги слушавме бомбите, кој е тој здрав ум што после тоа ќе поддржува ваков концепт на финансирање на медиумите. И затоа ние наместо ваква трошење на јавни пари за дневно партиска политичка пропаганда на ВМРО ДПМН нудиме, ако навистина се толку заинтересирани да им помогнат на медиумите, истата сума на пари да ги ставиме на купче и тие пари да ги распределиме по медиумите, да ги субвенционираме медиумите за производство на квалитетна програма, за зајакнување на политичкиот плурализам, затоа што вие гледате во сите извештаи и од Европската комисија и од невладини организации ни приговара дека во нашите медиуми нема политички плурализам. Дајте со јавни пари да го мотивираме или да ги поттикнеме медиумите да имаат во нивните програми, да имаат што е можно повеќе, да ги представуваат широк спектар на политички гледишта, да финансират обучување на новинари, да се развие, например, дописничката мрежа на медиумите, затоа што знаеме дека работат под тешки финансиски услови. Вие гледате дека првите скратувања на работни места во медиумите се дописничките мрежи. Затоа со јавни пари, например, во Австрија тоа се случува. Државата на печатените медиуми ги финансира дописништвата. Зошто тука кај нас тоа да не биде? И практично тоа е јавен интерес, затоа што ако државата финансира зајакнување на дописничка мрежа, значи граѓаните ќе имаат информација од целата држава, ќе имаат можност да се информира за случувањето во целата држава, не само медиумите да се сведат да се концентрираат само на Скопје. Овде јасна е намерата. Мислам дека меѓународниот фактор треба јасно и недвосмислено да се позиционира против ова ваква практика на владата. Мислам дека е огромна одговорноста на ДУИ да го спречи ВМРО во ваквата авантура, затоа што тие исто толку ќе бидат одговорни за заробувањето на медиумите
со ваков закон. Исто така и опозицијата, Социјалдемократскиот сојуз и Демократската партија на албанците, но и другите опозицијски партии кои што се надвор од парламентот, треба силно да го кренат гласот и да ја спречат владата во оваа опасна авантура. После поминувањето на овој закон, веќе расправата за некакви медиумски реформи, за некакво заштита на некоја слобода на информирање, слобода на медиуми, слобода на говор ќе заврши. Затоа што владата со наши пари ќе им ја затвори устата на медиумите. Нивната намера е јасна. Медиумите да ги претворат во пропагандна машинерија, во огласна табла на владата. Тоа што сака да го пратат до граѓаните како порака, дали тоа е точна, полувистина, невистина, шарени лаги, не е битно. Телевизиите, медиумите ќе бидат отворени тоа да го пласират. И другиот момент е што владата практично ќе влијае на уредувачката политика. Тврдам дека како што и досега, што немаше никакви критики во медиумите, провладини медиуми кои што беа бомбардирани со владини реклами, тврдам дека тоа влијание ќе се прошири на Телма и на Алсатем и на сите други регионални и локални медиуми во земјата. Ако сакаме такви медиуми, непрофесионални медиуми кои што ќе ја промовираат владината политика, тогаш нека размислат убаво дека навистина во Македонија веќе опасно се приближуваме кон воведување на авторитаризам. Значи, единствената вистина во ова земја е вистината која што ќе ја промовира владата. И другите кои што ќе имат нешто поинаку да кажат, нема да имат простор тоа да го кажат, затоа што медиумите ќе работат за оној што го финансира. И тврдам, и користат уште еден многу неиздржан аргумент. Вика, во секоја земја владата има владини реклами. Може би тоа е делумно точно, но нека ми кажат во која земја учеството на владините реклами, парите преку владините реклами, учествуваат во пазара со 30 до 40%. Тоа е силен удар врз медиумскиот пазар. И неслучајно владините реклами влијаат и на намалувањето на цената на услугите на телевизиите. Затоа што ово им вели земи или остави. Ја немам толку пари да ви платам, ја имам толку за толку простор. И овие се стават пресвршен чин. И мора да прифатат. Кога тоа го прифаќа, тогаш и комерцијалниот дел вика, па ако вие на владата им давате дисконти, огромни дисконти, зашто и на нас да не ни давате? И тоа е една од причините зашто медиумите се во ваква неликвидна состојба, затоа што цените им се намалени. Едно е тоа што го нудат како цена, друго е она што се остварува. Кај има ние ги имавме можност да видиме цените колку дисконт на владата и дават. Кај има во Македонија друг производ кој што можете да го купите со 90% дисконт? Нека ми кажат собствениците на медиумите дали ја можам да имам таков дисконт од 90% ако сакам нешто да огласувам во телевизија. И практично тоа покажува колку на нерамноправна дискриминација и ги стават правните субјекти, економските субјекти пред во огласувањето на телевизиите. Практично телевизиите со овој закон ќе станат државни телевизии, владини телевизии, владини медиуми. И тие нормално ќе ја промовираат владината политика. И да не се чудиме после што на избори луѓето ќе гласат така или онака, затоа што луѓето, освен владината вистина, нема да слушат ништо друго. Мислам дека клучна улога имаат политичките партии од опозицијата, без разлика дали се на власт или во парламентарни или вон парламентарни, и меѓународниот фактор. Јас знам дека во приоритетните реформи на господинот Прибе има некои делови кои што зборуваат за воведување некакви правила, но после бомбите, ја мислам дека и ставот на Европската комисија е ретериран, затоа што вие не можете да ставите критериуми за корупција. Што значи да биде помалку коруптивна? Владините реклами се покажаа дека се корупција во медиумите. Ако некој мисли дека корупцијата може со закон да стане некорупција, тогаш ја таа филозофија не ја разбирам. И затоа и Соединетите Американски држави, и Европската Унија,
треба да бидат многу јасни дека ваква практика на корумпирање на медиуми нема да поддржуваат. ВМРО и ДУИ може да донесат закон, што сакат нека прават. Меѓутоа, другиот спектрум мора да има јасни ставови. Ако меѓународниот фактор се позиционира јасно, ја ви тврдам дека и ДУИ овој закон нема да го поддржи. Затоа што позицијата на ДУИ во ова време не е баш сјајна и тие сакаат да сочуват некои добри односи со меѓународниот фактор. Затоа што позицијата кај албанскиот електорат им е срозена. И единствен спас на врхушката на ДУИ во овој процес е да одржуваат некои добри односи со меѓународниот фактор и да ја спасат главата. И затоа мислам дека и медиумите, оние медиуми кои што имаат можност да алармира за ова лакрдија, не можам ја да го наречам закон, да ја информираат јавноста и јавноста да свати затоа што верувајте дека најголемата штета нема да се направат на медиумите, затоа што медиумите ќе земаат пари од владата и ќе имат некоја финансиска сигурност. Меѓутоа, која е најголемата жртва на целиот овој процес? Ќе бидат граѓаните, затоа што граѓаните нема да имаат точни, проверени, навремени информации. Граѓаните, најголемата жртва од овој процес нема да бидат медиумите и новинарите, затоа што со овој закон медиумите и новинарите ќе се парализираат, ќе се сведат од времето на Сојузот на комунистите, кога информираат од соопштенијата на од Централниот комитет на Сојузот на комунистите. Сега ќе информираат преку соопштенија од извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, финансиската состојба нивна ќе биде добра, затоа што на крајот на месецот ќе земат плати. Меѓутоа, ефектот, штетата ќе се направи врз демократскиот процес во Македонија, затоа што луѓето во Македонија нема да бидат во можност да се информираат точно и навремено. Право што го имаат стекнато од Уставот на Македонија, каде што секој граѓанин во Македонија има право да биде информиран и да шири информации. Со овој закон тоа право практично се укинува. И мислам дека е малку и перверзно во земја каде што во Уставот пишува дека цензурата е забранета, со овој закон ќе се воведе цензура. Затоа што владата ќе ви кажува што треба да објавувате, а што не треба да објавувате. Добро, во законот има еден дел каде што стои дека е забрането прокламирање на политика. Нели преку тоа што они ќе фалат владата, нели тоа е исто фалење на политичка партија? Мислам, законот е неписмено читива, затоа што тие меѓу себе си се во еден став велат едно, во другиот го побиваат тој став. Еве, вие ја го читав тој став и тој е коректен. Меѓутоа, како тој став ќе биде применен кога во член 4 во став 2 вели вака: информирање на јавноста за целите, очекуваните резултати или причините за тековни или идни владини политики, програми, проекти или услуги, вклучувајќи и фискални политики. А во владата седат свештеници? Кој седи во владата? Не седат партиски представници? Значи, во еден дел вели дека нема да се промовираат партиски, па во влада седат партиски представници. Па најдобар пример за тоа дека овој закон овозможува бесплатна политичко рекламирање на ВМРО ДПМН во сите медиуми, платени од наши пари, е тврдењето на министерката која во очи ми рече: на серија мора, вика, владините партии, вика, мора да имаат можност да им се обратат на граѓаните преку на својот електорат преку медиумите. Викам, велите, чекајте, вие сте влада на Македонија, не сте влада на ВМРО и ДУИ. Вие треба да се обратите до сите граѓани. И со тоа несвесно ја кажа вистинската намера зашто им треба овој закон. Да им се обраќа, да го билдат нивниот партиски електорат. Со вистини, повеќе со полувистини, уште повеќе со лаги. Како, мислам, видите, ние ќе бараме од меѓународниот фактор, еве веќе сме во комуникација, овој закон нека го пратат и во Венецијанска комисија, нека го пратат и во Советот на Европа, и во ОПСЕ, нека направат експертска анализа и да видиме какво мислење ќе ни дават луѓето од таму.
Ја тврдам дека ова ќе го отфрлат во целост. Мислам дека најдобра, најпаметна работа што може да направи ВМРО и ДУИ во ова време да престанат да зборат за легализирање на владините реклами. Ако имаат, ако сакаат да промовираат некоја вредност во Македонија, имаат можност тоа да го направат бесплатно во јавниот сервис. Се разбира тоа да биде на висина кампањи од јавен интерес. Нека зборат против насилството. Ние во Македонија од сите страни гинат деца од насилството на возрастните. Нека направат реклама или медиумска кампања за против насилството. Нека прават, не знам, кампања против, не знам, дрога или не знам, алкохол. Меѓутоа, не може да направат програма дека градат болници. Па ние за тоа луѓето валјда ги избрале да градат болници, а не зашто друго би ги избрале. Овие не разбират дека кога ќе бидат избрани како министри во владата, тие имаат обврска и да градат патишта и болници и канализација и не треба да очекуваат од нас да им речеме фала. Затоа што ние со сила не сме ги натерале да се стават на партиски листи, да излезат на избори и да сакат да бидат министри и премиери. Не можат да очекуваат од нас да им речеме фала. Ако имат резултати на избори, тоа ќе се види. Нека повелат, нека одат по села, по градови и нека ја промовират нивната партиска политика. Не смеат партиската пропаганда да ја усмеруваат преку медиумите, а тој трошок да го платат со наши пари. Тоа е недозволиво и тоа е неприфатливо. Има еден дел каде што сега веќе ги вклучуваат интернет порталите, за кои што до вчера практично велеа дека не се медиуми. Што мислите, која е причината наеднаш да ги внесат интернет? Причината е многу јасна. Сакаат контрола на целиот медиумски простор. Многу убаво сте го приметиле тоа. Од една страна велат дека интернет порталите не се медиуми, а сега ама се медиуми ако треба да ги корумпираме. Разбирате? Тоа е едната причина, а втората причина е да вршат притисок врз интернет порталите, да сакаат да бидат регулирани со закон, тоа што досега на нив не им успеа затоа што ние не дозволувавме и затоа што меѓународниот фактор застана за тој став и рече дека тој простор нема потреба да биде регулиран посебно со закон. Има доволно закони во Македонија. Има кривичен закони кој збори против говор на омраза. Сите ние имаме одговорност ако користиме таков говор. Без разлика дали тоа го кажуваме на улица, на собир, преку медиум или било каде. Никој не е заштитен од говорот на омраза. Клевета, навреда. Има посебен член во Законот за клевета и навреда кој што ги опфаќа интернет публикациите. Ако некој клевети навредува преку интернет порталите, може преку суд да ги заштитува сопствените права. Значи, ова е подмолна политика, би рекол, навистина ја во еден момент, читајќи го законот, напишав вака. Ваков закон ни Ким Јонг-ун не би можел да смисли. Верувајте, ова е перверзија. Овој закон покажува колку далеко имат отидено во нивната забеганост. Овие не разбира дека ова земја, барем формално, е дефинирана како демократска земја. Овие тоа не го разбират и не сакат да го разбират. Затоа што изгледа се заглавени многу со криминалот и веќе не им е битно ни устав, ни закон, ни држава, ни граѓани, ништо. Единствен интерес им е како да си ја спасат сопствената кожа. Извинете, ама нивната кожа, за нивната кожа воопшто не ми интересира. А ако се огрешиле, ќе си одговарат како што можам ја да одговарам, вие да одговарате. Така да, мислам дека работите се јасни. Треба да се мобилизираат сите тие здрави, тоа здраво ткива во Македонија, да опонират и да не им дозволиме ваков закон да помине. Уште една интересна работа забележав кај делот за интернет медиумите. Значи, тука се станува кога не грешам заедно со весниците. Вели само 3 на македонски и уште еден на јазикот кој што се зборува повеќе 20%, тоа индиректно кажува дека албанскиот. Планираат само 3 медиуми фактички да финансираат интернет.
Тоа Имаме и јадници интернет портали, значи видите, уште да, тоа е точно и тоа е битно, но уште побитно е нешто друго. Не знам дали видовте дека вика мерењето на кликањата на посетеноста ќе се мери според Google Analytics. Таа метода на мерење на читаност и посетеност оддамна не е напуштена, затоа што има многу начини како може тоа да се билда. Така да видите, затоа ја не зборував дел по дел од закон, затоа што тоа е абсурд од абсурд. Мислам, нема рационалност, ако влезете, викам, овој текст да го поправате, треба целиот да го избришите. И тогаш зошто ја би влегол дел по дел да го објаснувам како треба, што да се брише, што да се додаде, за да ништо личи од тој закон. Така да идејата е многу јасна. После, како го објаснуваат, во почеток парите ги делат во сооднос 75%, 25%, 75% за националните територијални телевизии, се друго, и печатени, и интернет, и локални, и регионални, и радија, 25%. Како дојдоа тие до тој податок? Намерата е многу јасна. Сакаат да влијаат во медиумите кои што имаат најголема покриеност во Македонија. Највлијателните се знае дека најголема читаност има, гледаност има тие телевизии. Не може една регионална или локална да се спореди со национална телевизија. Нивната намера е јасна, да ги запоседнат платформите каде што граѓаните слушат. Ја имам и една информација, не знам колку е точно, веројатно треба да се провери, дека преку разни партиски штабови им се поклонуваат сета боксови на граѓаните во Македонија за да можат бесплатно да ги следат програмите на овие телевизии. И еве како се воспоставува тој линк. Од една страна им се даваат бесплатни сета боксови, од друга страна телевизиите се мотивираат да пренесуваат некоја партиска пропаганда и еве го спојат. Затоа што веројатно после една година од неможност да објават владини реклами, веќе финансиски медиумите се исцрпени. И сега пред изборите да ги пумпат со пари и да им завршат медиумската покриеност за избори. И после ние ќе се чудиме дека некој ќе добие толку или волку гласови. Па во таква нездрава, во тој нездрав политички амбиент, а каков резултат можете да очекувате? Нормално е, како што имавме ние можности да гледаме во Русија, Путин победува со 80%, во Турција Ердоган победува со 60%. Тоа е нормално затоа што вие сте создале нефер амбиент за надпреверување на политичките опции. И во такви услови нормално е дека вие не можете да добиете. Ако ја контролираат администрацијата, ако вработуваат преку администрација, ако медиуми контролираат, ако корумпираат пензионери, ако корумпираат млади, ако корумпираат земјоделци, даваат субвенции. Кој кај нас денеска прашува колкав е тој ефект од 10 години субвенционирање на земјоделството? Пошто целта на тие субвенции треба да биде да го подобриме квалитетот и да го зголеми производството. Дајте кој направи анализа да видиме дали имаме подобар квалитет на земјоделско производство и дали го зголемивме извозот. Без овие две параметри, значи ние со тие пари сме ги корумпирале земјоделците. И нормално ако некој добива годишно 5-10.000 евра за ништо, тогаш зашто не би гласал за таа опција следната година да зема уште 10.000. Така да ова веќе нема врска со политика и со некакво државно уредување, ова више излегува или се префрлува во сивата зона на криминал и организиран криминал. И мене најмногу тоа ме загрижува, затоа што ние несвесно одиме кон практично веќе целата држава ќе биде криминализирана. И во таква држава сигурност, безбедност нема никој.
Само уште нешто накратко, во предлог законот стои дека Министерството, односно владата, нели, ќе врши преглед на тоа колку се гледани телевизиите. Колку е релевантно тоа? Тоа е абсурд. Во препораките на Советот на Европа, медиумските регулатори немаат таква надлежност. Знаете зашто? Затоа што практично тоа е работа на индустријата. Самите медиуми се здружуваат, бираат еден оператор кој што или агенција која што ќе го мери рейтингот. И тој рейтинг, тоа е договор меѓу медиумите. Веруваат сите во резултатите од тие мерења и врз основа на тие мерења се оди на пазар. Сега практично владата ќе одредува кој колку се гледа преку Агенцијата за медиуми. Јас се чудам зошто Агенцијата за медиуми не излегува со соопштение и да рече: луѓе, таа не е наша работа. Во ниеден документ на Советот на Европа, во препораките на Советот на Европа, поврзано со формирањето и работата на медиумските регулатори, таква надлежност нема. Кај има медиумски регулатор да дели медиумски кампањи, пари од влада? Кажете ми еден пример во Европа. Може да има, во претходниот наш совет се дава субвенции, меѓутоа субвенциите се сосем нешто друго. Се знае точно намената за производство на таква и таква програма. Екологија, не знам, образование, промовирање на некој, затоа што медиумите некои прашања не ги тангира затоа што не потикнуваат некоја гледаност. Затоа е тука државата да ги мотивира медиумите тоа да го произведуваат, затоа што тоа е од јавен интерес. Можеби не се многу гледани, но граѓаните треба да имаат такви емисии, такви содржини. Ова е, затоа ви велам, што да чепкате во овој закон е проблематично и абсурден. Нема никаква, ја тврдам дека овој закон е во спротивност со нашиот устав. Тврдам, ако ние имаме нормален уставен суд, кој што се води од словото на нашиот устав, ваков закон без да им трепна око би укинале. А гарантирам дека овој закон е во спротивност со препораките на Советот на Европа. Затоа што единствено Советот на Европа воспоставува принципи, стандарди за слободата на медиумите, за институциите кои на некој начин се столб на секој медиумски систем во една држава. Јавен сервис, медиумски регулатор, медиуми. Тоа е тоа тело кое воспоставува. Во Европската унија вие немате унифицирано законодавство за слободата на медиумите. Изворот е во препораките на Советот на Европа и во одлуките на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Ова, ја ви тврдам, ако европски суди во Страсбург го гледаат овој, ние ќе им го пратиме, ако случајно овие се дрзнат да го донесат, ќе се крстат и тоа со лева рака.